Насловна страна на денешниот дневник. Охридските археолози пронајдоа стари монети на плоштад. Објавени 2 јавни повици за поддршка на домашните компании. Невработените лица и работодавачите може да аплицираат за мерки за вработување. Зеленски ќе се обрати на Советот за безбедност во Обединетите нации. Ги погледнавме кратките најави, подетално за нив и за останатите денешни настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина од денот времето облачно со повремени сончеви периоди. Во текот на денот ќе дојде до намалување на облачноста. Максималната дневна температура 12 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда ведро и посвежо. Утре во западна, северозападна, северна и централна Европа нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветер. Локални врнежи од дожд во северните и централните делови на Апенинскиот полуостров. Во останатите предели од стариот континент стабилно со локална облачност. На Балканскиот полуостров во среда претежно сончево со локална облачност и потопло со пораст на температурите, максималните дневни од 16 до 21 степен Целзиусов. Во Македонија во среда свежо утро со утрински температури во интервал од -2 до 6 степени, а во текот на денот сончево време со локална облачност, ветровито и потопло. Ке има и пораст на максималните температури. Утре во Македонија ќе достигнат од 14 до 22 степени Целзиусови. Во Охрид во среда претежно сончево време со локална облачност и до умерен југозападен ветер, минималната 4, дневната 16 степени. Во четврток во Охрид умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд и температура до 12 степени. Во петок и сабота свежи утра со температури од 4-6 степени, а во текот на денот сончево време и локална облачност, но максималните температури од 18 до 20 степени Целзиусови. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Завршија едномесечните археолошки истражувања на градскиот плоштад, кои се одвиваа на 4 локации. На последната локација се пронајдени монети и делови од градби кои датираат од поново време. Артефактите се откриени со помош на сонда на длабочина од половина метар. Со археолошките истражувања на градскиот плоштад се откриени остатоци од неколку градби кои датираат од почетокот на 20 век. Истражувањата се направени на четвртата локација со сонда на длабочина од 40 до 50 см. Пронајдени се делови од зидена чешма и трансформатор, но и фурна, кои се уште ги паметат повозрасните охриѓани. Најдени се и делови од коски од турски гробишта и неколку парички, информира Мишо Тутковски, директор на Националната установа Завод и музеј Охрид. Монетите се потекнуваат, едната од 1913, другата од 1918, третата од 1925 година. Значи не зборуваме за некакви антички, средновековни монети, имаме повторно модерни современи материјали. Веројатно во подлабоките слоеви на тој простор може да има и други остатоци, но пак ќе кажам, заради овие сите градежни активности во модерното време, тоа е се испретурено и немаме конкретни остатоци, например архитектура или некои погребувања од средновековен антички период. Градскиот плоштад во современиот период претрпел големи градежни активности. Изградени биле улици, уредуван пазар, плоштадот. Слоевите се измешани и нема конкретни археолошки остатоци, а доколку имаше конкретни наоди, можеби ќе направевме и пообемни истражувања. Плоштадот е еден од најфреквентните делови од градот и не може да го затвориме за истражувања. Видете, доколку сакаме да вршиме археолошки ископувања на тој простор, тоа ќе треба трае веројатно десетици години. Станува збор за огромна површина и она што овие сонди нас ни го покажаа сега е дека остатоците од можеби среден век, античко време, праисторија, доколку има на тој простор, би биле на длабочина од 2 метри па надолу. Таму има големо напластување, значи рачунајте и од ерозија на земјиште, се она што се слевало од ридот, денес го имаме таму. Имаме напластување на слоеви, всушност модерни, кои реално нас не ни дозволува да вршиме некакви археолошки истражувања, кои што ќе може да се конзервира, презентира и слично. Со затварање на четвртата сонда завршуваат археолошките истражувања од Националната установа Завод и музеј Охрид, кои стартуваа пред еден месец. Сега може да отпочне реконструкцијата на градскиот плоштад. Просторот околу чинарот треба да добие современо партерно уредување, а за кое е изработена проектна документација и се издвоени финансиски средства. Министерството за економија објави 2 јавни повици за поддршка на домашните компании. Едниот за субвенционирање на занаетчиите, другиот за субвенционирање на микро, мали и средни предпријатија. За микро и малите предпријатија се издвоени 800.000 евра, а за занаетчиите 100.000 евра. Апликантите покрај износот за кофинансирање утврден во јавниот повик ќе добијат и дополнителна финансиска поддршка во зависност од планскиот регион од каде доаѓаат. Финансиска поддршка за занаетчиите, микро, малите и средните предпријатија. Поддршката на Министерството економија предвидена за домашните компании преку 2 јавни повици изнесува 56 милиони денари или околу 1 милион евра, изјави денес на пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. 50 милиони денари ќе добијат микро и малите предпријатија или 800.000 евра и 6 милиони денари ќе бидат за поддршка на занаетчиите или околу 100.000 евра. Условите на јавниот повик за субвенционирање на микро, мали и средни предпријатија предвидуваат да вработуваат најмалку 3 лица, односно најмалку 2 лица доколку апликантот е предпријатие во собственост или управувано од жена. Ке се финансираат 30% од докажаните трошоци за набавка на машини потребни за производствениот процес, но не повисоки од 200.000 денари по барател. Согласно јавниот повик за субвенционирање на вршители на занаетчиска дејност и занаетчии, ке бидат финансирани 40% од докажаните трошоци за набавка на машини и алати потребни за производствениот процес, но не повеќе од 100.000 денари по барател, објасни на пресконференцијата министерот Бектеши. Средствата кои се на располагање на 2 јавни повици ќе се распределат кај сите апликанти кои што ги исполнуваат условите по принципот
равномерен регионален развој. Тоа значи дека апликантите покрај износот за кофинансирање утврден во јавниот повик ќе добијат и дополнителна финансиска поддршка во зависност од планскиот регион од каде е седиштето на апликантот. Дополнителната финансиска поддршка ќе се пресметува врз основа на процентуалната разлика меѓу планскиот регион со највисока вредност на бруто домашниот производ по глава на жител и вредноста на бруто домашниот производ по глава на жител од регионот каде е седиштето на барателот на финансиската поддршка. Невработените лица и работодавачите можат да аплицираат за неколку мерки за вработување. Може да се искористат средства за самовработување, практиканство и вработување и раст на правните субјекти. За овие мерки може да се аплицира во 30 центри за вработување во Македонија. На евиденција на Охридскиот центар за вработување се регистрирани 3403 лица активни баратели на работа. Невработените лица сега имаат можност да аплицираат за неколку мерки за самовработување. Минатата година од оперативниот план за вработување Охриѓани искористија најмногу средства за самовработување во услужните дејности. Врз основа на апликациите во 2021 година беа реализирани 40 новоотворени фирми. Невработените со помош на државата отворија бутици, козметички, фризерски салони, ресторани, пицерии, дејности со побарувани занимања за туристичките градови како што се Охрид и Струга, информира Елвадина Дика, директор на Охридскиот центар за вработување. Невработените лица од земјава и оваа година може да го решат своето екзистенцијално прашање со оперативниот план за вработување за 2022 година кој го овозможува Агенцијата за вработување. Поради големиот интерес за мерката самовработување обезбедени се финансиски средства за отворање на собствен бизнис за 2000 лица, информираат од Агенцијата. Финансиската поддршка за едно лице да отвори собствен бизнис изнесува 307.500 денари или до 615.000 денари доколку основаат компанија двајца сопружници. Над 1620 млади луѓе до 34 години ќе имаат можност да се вклучат на пазарот на труд и да се стекнат со практични знаења на одредено работно место со мерката практиканство. Лицата ќе добиваат месечен надоместок во висина од 9000 денари со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување, причинето со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход за период од 3 месеци. Со отворање на нови работни места, пак мерката вработување и раст на правни субјекти ќе овозможи работодавачите од микро, мали и средни предпријатија, социјални предпријатија и граѓански организации да го прошират и развијат сопствениот бизнис. Мерката ќе опфати 262 невработени лица евидентирани во Агенцијата за следните целни групи: млади лица до 29 години, корисници на гарантирана минимална помош, невработени лица кои ги изгубиле своите работни места по појава на пандемијата COVID-19 и роми, појаснуваат од Агенцијата за вработување. За реализација на оперативниот план за вработување за 2022 година предвидени 7,8 милиарди денари, а се очекува да бидат опфатени околу 15.000 невработени лица. Во Женева, во седиштето на Обединетите нации, се одржа вториот форум на градоначалници 2022 година, на кој учествува и нашиот градоначалник Кирил Пецаков. На форумот учествуваат градоначалници од повеќе градови кои го пренесуваат своето искуство, знаење и идеи за одржлив развој. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков имаше своја презентација на темата енергични јавни површини, зелен град и решенија базирани врз природата. Во своето излагање, градоначалникот ги истакна придобивките од користењето на природните материјали во реализацијата на инфраструктурните проекти, реализацијата на концептот зелен град и намалување на сообраќајот во строгиот центар. Модератор на форумот беше Ерион Велија и градоначалник на Тирана, а поздравни обраќања имаа Татјана Валоваја, генерален директор на ЮНОК, Олга Алгајерова, извршен секретар на УНЦ, Мајмунах Мохт Шариф, извршен директор на ЮН Хабитат, Сами Канан, заменик градоначалник на Женева, Норман Фостер, архитект и Јан Тот, специјален представник на Обединетите нации за безбедност на патиштата. Своји презентации имаа градоначалниците од 45 градови учесници на форумот. Чистење на коритото на реката Сушица и на плажите Сараиште, Грашница, Канео и Потпеш и на градскиот кеј.
Согласно програмата на јавното претпријатие Охридски комуналец за вонредни активности во делот на чистење реки и речни корита, денес се изврши чистење на речното корито на реката Сушица во делот на улица Прилепска. Од страна на јавното претпријатие е поставена заштитна преграда со цел превенирање и стопирање на комунален и пластичен отпад да заврши во Охридското езеро. Ангажирана беше механизација при што беа подигнати поголеми количини на тешко разградлив отпад и пластична амбалажа и истиот беше депониран на депонијата Буково, информираат од јавното претпријатие Охридски комуналец. Исто така деновиве екипи на јавното претпријатие интервенираа на повеќе локации на крајбрежниот појас од Охридското езеро. Подигнати се поголеми количини тешко разградлив расфрлан комунален отпад, трска и одстранета е дива вегетација. Се чистеа плажите кај Грашница, Канео, Потпеш и Сараиште. На крајот од градскиот кеј, во близина на Холандскиот парк, се интервенираше со специјална механизација за расчистување на муљ, трска и друг вид отпад од езерските води, информираат од претпријатието. Од Автомотосојузот на Македонија информираат дека почнувајќи од денес, 5 април, се започнуваат градежни активности за санирање на свлечишта кај селата Луково и Глобочица на регионалниот пат Р1201, делница Струга-Дебар. Поради тоа ќе има комплетно затварање на овој дел од патот секој ден во термин од 10 до 14 часот во наредните 6 месеци. Градежните активности ги изведува Друштвото за градежништво Пелагонија АД Гостивар. Промовирано видеото посветено на зачувување на фауната на Преспанскиот остров Голем град. Станува збор за дел од проектот за зачувување на прекугранична преспа на мрежата Преспанет Преспа проект. Голем град, последното скривалиште на природата, е кратко видео посветено на 15 годишната работа за зачувување на популациите на шумската желка, поскокотир и барката на Преспанскиот остров Голем град. Видеото ги презентира и новите еколошки истражувања направени на островот Мал град во Албанија. Подготвено е во рамки на проектот за зачувување на прекугранична преспа на мрежата Преспанет Преспа проект, финансиран од фондациите Преспа Охрид Понт и АГВ Јенсен, а поддржан од Евронатур. Автори на видеозаписот се Фросина Пандурска, драмаќанин и Тони Стојановски. Режијата и монтажата е на Џорџ Стамковски, камерата, дронот Тони Стојановски, додека музиката е на Дејан Спасовиќ. По преземени мерки, а по барање на Интерпол Шпанија, вчера, 4 април 2022 година, полициски службеници од полициската станица Струга и секторот за меѓународна полициска соработка во хотел во Струга ја пронајдоа КМТ 39 годишна од Шпанија. Како што пријавила таа, во Струга пристигнала преку Тирана по претходен договор со лицето ШС 29 годишен од Струшкото село Радолишта, пошто ШС без нејзина согласност неколку дена ја држал затворена во хотелска соба во хотел во Струга и ја присилувал на сексуални односи. Синоќа околу 21 часот и 30 минути во полициската станица Струга приведен е ШС и со него е извршен службен разговор. Известен е јавен обвинител и по целосно расчистување на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме вестите од светот. Украинскиот председател Володомир Зеленски денеска се обрати на состанокот на Советот за безбедност во Обединетите нации, каде што се очекува да побара и нови санкции против Русија поради убиствата во градот Буча, за кои вели дека се воени злосторства. Неговиот говор денеска доаѓа на само еден ден откако тој го посети градот во кој, како што велат украинските власти, биле оставени тела на мртви цивили на улиците, во дворовите и домовите. Страшните фотографии од трупови оставени на отворено, некои со врзани раце за нив предизвикаа меѓународна осуда на Русија. Американскиот председател Џозеф Бајден изјави дека на рускиот лидер Владимир Путин треба да му се суди за воени злосторства.
Неколку луѓе загинаа при железничка несреќа во која пикап удри во воз во Јужна Унгарија рано утро. Возилото при ударот исфрлил дел од вагони од шините. Голем број други лица се повредени во несреќата на преминот во Минзет во близина на унгарско-српската граница непосредно пред 5 часот утринава. Спасувачките акции се уште во тек, така што не можеме да утврдиме колкавав е бројот на жртви. Во несреќата неколкумина се повредени, а неколку починале на лице место. Се вели во соопштението на полицијата без дополнителни детали. Државната железничка компанија соопшти дека воз удрил со камион излетувајќи од шините вагон со 22 патници, од кои двајца се тешко повредени, а уште 8 полесно. Локалните медиуми јавуваат и за најмалку 7 загинати, но тие податоци не се независно потврдени. Пјонгјанг ќе гаѓа Јужна Кореја со нуклеарна боева глава доколку биде нападната, рече влијателната сестра на севернокорејскиот лидер Ким Јо Џонг во изјава објавена од државните медиуми. Во случај Јужна Кореја да одлучи за воен конфликт со нас, нашите нуклеарни борбени сили неизбежно ќе мора да ги извршуваат своите задачи, рече Ким Јо Јонг. Висок функционер на владеачката народна партија изјави дека Северна Кореја никогаш нема да нападне прва. Ким Јо Јонг веќе минатата недела го нападна јужнокорејскиот министер за одбрана Сух Вук поради неговите коментари за превентивни удари, таа потоа рече дека Јужна Кореја ризикува сериозна закана. Перуанскиот председател Педро Кастилјо денеска воведе полициски час во главниот град Лима и им забрани на граѓаните да ги напуштаат своите домови. Тој донел оваа одлука за властите да ги задушат масовните протести против поскапувањето на горивата. Протестите се проширија низ целата земја и станаа насилни, а досега загинати се 4 лица. Демонстрантите вчера запалија патарини во близина на градот Ајс и се судрија со полицијата. По руската инвазија на Украина, цените на горивото и вештачките ѓубрива значително се зголемија во Перу. Цената на горивото е зголемена за 28 до 30%. Земјоделците и возачите на камиони блокираа главни автопати кон Лима минатата недела, што доведе до нагло зголемување и на цените на храната. Владата објави за време на викендот дека ќе ги намали повеќето даноци за гориво на пониски цени. Таа исто така изјави дека ќе зголеми минималната плата од за 10% до 1205 перуански соли или 18.500 денари месечно. Перу прогласи вонредна состојба за земјоделскиот сектор поради зголемувањето на цените на вештачките ѓубрива, што дојде по воведувањето на санкциите на Русија. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!